Добар ден. Ново издание на Автомагазин и се разбира нови возбудувања од светот на четирите тркала. Ова покрај мене е новиот Toyota Avensis, кого ќе го имаме денеска во тест. Но пред да ја видите рубриката тест, најавувам доста интересни содржини кои се обложувам дека ќе го задржат вашето внимание. Ќе имаме хиперспортски автомобили, ќе имаме автомобили кои се присутни во нашето секојдневие, а со овие содржини брзо ќе ви поминат предвидените 30 минути за Автомагазин. Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. Peugeot 508. Моќен и ефикасен блокада и мотор за 290 евра месечно. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува осигурување од незгода, патничко и домаќинско осигурување. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Убавото време ги предизвикува и моторџиите да излезат на улиците. А и нас не предизвикува да ви прикажеме што има ново од Yamaha во светот на двете тркала. Природата повикува, време е да ја одговориме. За почеток ќе ги извадиме двотркалците од гаражите, а оние кои немаат ќе посакаат да си набават еден. Предлогот на Yamaha за оваа пролет е двостран. Првиот е малиот скутер со чудна ознака WB, кој со својот безвремен дизајн сега е повеќе популарен од било кога. Цврстата шасија и докажаниот воздушно-ладен мотор немаше потреба многу да се менуваат. Стилот и карактерот исто така. Тоа најдобро го знаат многу тинејџери. Го дознаваат и повозрастните на кои им треба издржливо превозно средство за во град. Како од техничка страна, сите современи скутери премногу се слични еден на друг. Yamaha на овој мал џивџан му намени темперамент кој ги надградува бројките од класата до 50 кубни сантиметри. Затоа и јапонскиот производител е водечки во овој сектор, со години потврдувајќи го високиот имидж и квалитет на константната еволуција која го одведе и во светот на четирите тркала. Но не на начин на кој прво помислувате. Јапонските инженери понудија возило кое во дивина го може истото што и скутерите низ град. Името Wolverine што му го доделија е соодветно на изгледот, а такви му се и можностите.
Како за нив подобро зборуваат снимките што ги гледате, ние ќе кажеме дека безграничните пустоловини се овозможени од моќниот едноцилиндричен мотор со 708 кубни сантиметри. Овој агрегат не се среќава на друго место во понудата на Ямаха, која не му ја објавува максималната силина. Наместо неа се потенцираат погонот на сите тркала кои се исклучува и блокирачкиот диференцијал. Теренскиот пакет го заокружуваат прилагодливото ослонување, грубите тркала и рамката над главите на двата патника, која ги штити при превртување. Иако примарно има рекреативна улога, Волверин е способен и за изискувачки работи во длабоката природа, како што се спасувачките операции, на пример. Затоа и може да носи товар од 136 кг и да влече приколка од дури 680 кг. И со неа да стигне на крај на светот буквално. И без модерниот тероризам светот е опасно место за живење. Посебно под ризик се силите на законот кои за да не заштитат треба и самите да бидат заштитени. Форд како водечки снабдувач на полициски автомобили во Соединетите Американски држави постојано ги не унапредува своите возила специјално подготвени за оваа намена. Покрај стандардното блиндирање против поединечни истрели од малокалибарско оружје, најновите модели веќе нудат балистичка заштита од рафално пукање со панцирна муниција со калибар 7,62 мм. Како први вакви возила во Америка, тие веќе ги добија сертификатите од Министерството за правда за заштита од 4-та категорија. Со додавањето на овие балистички панели на долгата листа наменска опрема, Форд само ја потврдува репутацијата на своите полициски возила. Во моментов во понуда ги има две, еден седан и еден теренец направени на основа на Таурус и Експлорер. Покрај сите засилувања на каросеријата, ослонувањето и сопирачките, нивните стандардни мотори се заменети со посилни од Форд Мустанг. Полициските пресретувачи посебно се третирани да издржат и блиски, но груби контакти со други возила при бркање со криминалците и имаат поминато краш тестови со судар во задниот дел при брзини од 120 км на час. Креативците на Jaguar Land Rover никако не ги трошат своите идеи. Во најновиот наплив на инспирација тие решија да ни подготват малку забава во холивудски стил. Во главните улоги беа новиот Jaguar XJ и еден од најпрецизните дронови кои постојат. Тие ни ја приредија бркотницата во стилот на Том и Джери, управувани од врвните мајстори на својот занает, каскадерот Марк Хигинс и светскиот шампион во пилотирање со дронови Јаехолг Ли. Во меѓусебниот предизвик не се знае кој е понапреден, големата мачка со своите перформанси или летечкиот глушец со својата агилност. Развојот на системите за помош на возачот со радарски сензори му даваат предност на мачарот Том, кој сепак не може да избега од беспилотната замена на Джери. Тоа му успеа откако на помош дојде сета коњица со која располага британската лимузина. За неа Хигинс, кој е и рели возач, ке каже дека иако е конструирана за луксузниот сегмент, сепак располага со исклучителна динамичност, но ке додаде и дека дроновите денес се способни за исклучителни нешта. Затоа и на сето ова тој гледал како на возбудлив предизвик кој не смел да го одбие. Неговиот предизвикувач пак како еден од врвните пилоти на дронови беше помолчалив, додавајќи само дека нивниот потенцијал најдобро се согледува од резултатот што го гледаме на снимкава. А токму главна цел на оваа демонстрација на технологиите и вештините беше да се покаже колку нивното комбинирање може да влијае на реалното снимање на сцените со бркање со автомобил. Светот на автомобилите не е повеќе онаков како што го знаеме. Компјутерџиите сакаат да прават автомобили, а автомобилџиите сакаат да прават канцелариски мебели, но и
работи кои се вмешани во сферата на компјутерџиите. Nissan со својот последен патент сака да покаже како може да се вклопи рационализацијата на просторот заедно со автомобилите. Но пред да ги видите изумите на Nissan, ве поканувам на кратка прошетка низ фабриката на легендарната британска марка Morgan. Со историја исполнета со контрадикторни возила, ретки се оние што имаат слушнато за британската марка Morgan. Уште поретки пак се оние што знаат дека и ден денес таа е во семејна собственост, а основана е во далечната 1910 година, односно пред точно 106 години кога Хенри Фредерик Стенли Morgan одлучи сам да си направи автомобил за себе. Тој тоа го сторил успешно и застанал на челото на компанијата на која се наоѓаше се до својата смрт во 1959 година. Го наследи неговиот син Питер, кој ја продолжи традицијата на долгогодишно раководење и остана прв човек на Morgan Motor скоро 4,5 децении. Освен раководството, друго нешто што со децении не се менува во оваа компанија е и технологијата на производство на автомобилите. Колку и да звучи неверојатно за денешно време, таму се прави рачно. И не само тоа, се употребуваат техники и материјали во процес на производство кои се користел уште пред Втората светска војна. Затоа и нејзините модели сами за себе се уникати, кои едноставно одбиваат да се покорат на усталените текови на времето. За нив и луѓето што ги прават, границата меѓу минатото и иднината како да не постои, исто како што не се знае каде престанува еволуцијата и започнува револуцијата. Погоните им се лоцирани во бајнското градче Малверн во грофовијата Вустершир, во западниот дел од Англија. Првиот направен автомобил беше легендарниот тритркалец, а веќе првиот автомобил со 4 тркала од 1936 година ја покажа силата на единствениот спој на харизма, квалитетни материјали, вешта изработка и перформанси. Тој беше и остана основа за сите идни вакви модели кои ја сочинуваат денешната класична линија. Секако тие се под постојан развој за да ги задоволат тековните стандарди и се опремуваат со модерни погонски технологии за да се гарантира задоволството во возењето. Но и покрај тоа начинот на кој се произведуваат е истиот оној како и пред 80 години. Тоа, впрочем, е и еден од најсилните продажни адути на марката, изразен преку грижата за секој автомобил поединачно. Процесот на производство на секој примерок од оваа серија на Morgan трае околу 1 месец. Секој купувач може да ја посети фабриката, да ја доживее историјата, да види како неговиот автомобил се произведува и од долгите листи боја, кожа, дрво, текстил и други опции да избере што најмногу му се допаѓа. Morgan Motor Company е единствен производител на возила кој од првиот ден кога е основан целосно остана верен на традицијата што сам ја има создадено. Наследството на вистинските гени го препознаваат и купувачите кои на своите возила понекогаш чекаат година до 2. Куриозитет е и тоа што оваа англиска компанија не ги објавува податоците од своето работење. Според некои информации вработува околу 180 луѓе, има годишен промет од околу 30 милиони фунти и произведува околу 1000 возила годишно. Најефтиниот модел чини 35.000, а најскапиот 135.000 фунти. Покрај класичната линија, Morgan денес ја има и екстравагантната аеросерија, која со модерната интерпретација ја поведе компанијата низ 21 век. Пред некоја година беше реинкарниран и култниот модел со 3 тркала, кој наскоро ќе биде понуден и во електрична верзија. Но сепак, возилата на Morgan најмногу како своја основа го користат дрвото. Тоа е заложбата со која Morgan обстанува 106 години. Убавината е наследна. Се разбира, не зборуваме за луѓето, туку за автомобилите. Жив доказ за тоа е Bentley R-Type Continental од 1952 година. Познат е и како најбрзиот автомобил со 4 седишта на своето време, бидејќи беше способен да достигне 193 км на час.
Заслуга за тоа има и аеродинамично тестираната каросерија, нешто што во тоа време ретко кој го правеше. Од него се произведени само 208 примероци, вклучувајќи го и прототипот, најголемиот дел од нив финализирани од добро познатиот каросерист Мулинер од Лондон. Гледајќи го со каква елеганција ги голта километрите, лесно се заклучува од каде модерниот Континентал GT ги има наследено своите атрибути. Гените на легендата како длабоко да се врежани во неговото мускулесто тело, а за возните карактеристики да не зборуваме. Тие секако се наследени и покрај разликата од 6 децении меѓу нив. Bentley R-Type Continental денес е еден од најценетите модели на марката. Лани еден примерок од него во нереставрирана состојба беше продаден за $1.100.000. Календарски се наоѓаме близу 1 април, но сватете ја оваа вест како вистинита, колку и да не звучи таква. Имено, од Nissan објавија дека ги направиле првите во светот канцелариски столчиња со систем за самопаркирање. Концептот е базиран на интелигентната технологија што се употребува во автомобилите, која на возачите им овозможува автоматско паркирање на своите возила. Со помош на систем тркалца, столчињата имаат способност да се вртат за 360 степени и автоматски да си го најдат местото каде треба да бидат кога не се во употреба. Како помош при позиционирањето ја користат сликата на просторијата што 4 камери ја генерираат и бежично им ја испраќаат. Јапонците велат дека со оваа умна технологија ќе ги ослободат бизнисмените од такви здодевни задачи како што е редењето на столчињата после одржаниот состанок, ама тоа веќе спаѓа во првоаприлскиот домен. Вистинската нивна намена е промовирањето на корпорацијската визија изразена преку слоганот "Движејќи ги луѓето, именувајќи ја историјата". Интелигентната паркинг технологија на Nissan треба да не поведе на патување со нивните возила на иднината кои веќе од оваа година, освен да се паркираат, ќе можат и сами да возат по автопатиштата. Во последната деценија Mercedes-Benz како да ги изгуби конците како лидер на премиум сегментот, но од пред неколку години работите рапидно се менуваат. Како една од промените е и моделот GLC кој прерасна од GLK, кој беше конзервативен, со непродуктивен дизајн и не толку атрактивна појава. Сега GLC е многу атрактивна појава со флуидни линии и со атрактивен изглед, но сега станува уште поатрактивен со неговата AMG изведба. Расудувањето на пролета донесе и една жешка вест. Војната со коњските сили меѓу германските премиум ривали продолжува. Ништо ново би рекле, но овој пат таа со Mercedes AMG GLC 43 се префрла на нов фронт меѓу компактните спортско корисни возила. Бројката во неговата ознака ни кажува дека има 3-литарски твин турбо V6 агрегат, веќе познат од другите нови AMG модели. Бројките пак што го дефинираат се 367 за коњските сили и 520 за њутон-метрите максимален вртежен момент. Продолжувајќи со бројките ке стигнеме до 4,9 секунди, колку што му е потребно да стигне до првата линија на фронтот. А за да не отиде зад непријателските линии, брзината му е лимитирана на 250 км на час. Тука би требало да запреме и ние со бројките, но ги има уште за споменување. Например, 9 колку што степени на пренос има автоматската трансмисија. Постои уште една бројка вклучена во целосната ознака на моделот која ни кажува дека погонот се дистрибуира на сите тркала со помош на напредниот 4MATIC систем.
Ќе прегриземе јазик, но се уште мора да останеме кај бројките. Тој ја распределува силата на невообичаен однос 31 спрема 69% во корист на задните тркала. Инженерите на АМГ на првото компактно спортско корисно возило што го облагородија, му доделија и воздушно ослонување со специјално тюнирана верзија на адаптибилниот систем за амортизација. Тој може да се подесува во 3 степени, додека пак целосно однесување на возилото се контролира преку 5 режими на неговата реакција. За сите да имаат оптимален одговор се грижи мултилинк задната оска, која ветува здраво однесување при динамично возење во свиоци. Мултилинк е и новоразвиената предна оска со поголем негативен нагол во системот за управување, кој е чувствителен на брзината и со варијабилна сервоиспомош. Перформансниот дел го заокружува засилениот систем за стопирање со 4 клипни предни клешти. Продолжувајќи ја 43 AMG линијата на Мерцедес, и овој модел има благо агресивна нота на интериерот со дискретен боди кит. Впрочем, повеќе и не му треба, бидејќи и стандардниот GLC веќе располага со доволно мускулести облини. Сепак, за да се разликува предниот браник, му е поинаков и има поголеми отвори за воздух. Страничните прагови под вратите се поизразени, а во задниот дифузер се сместени 4 издувни цевки. Секако и маската му е во дијамантскиот AMG стил. Спортската атмосфера внатре ја даваат управувачот обложен со 2 типа материјал и црвените шевови. За подобар проток на информациите кон возачот, инструмент панелот е ревидиран со дизајн на карирано знаме и последната бројка 280. Овој единствен 6-цилиндричен модел на GLC ќе стигне до првите купувачи во јуни годинава. Мерцедес ќе лансира и плагин хибридна верзија на своето компактно спортско корисно возило, а во план е изведба задвижувана со горивни келии, односно водород. На неа не би требало да се чека долго. Се зборува дека ќе биде подготвена за салонот во Франкфурт во 2017 година. А заради задоволување на барањата на пазарот, истата година GLC ќе започне да се произведува и во Финска во погоните на Valmet. Новата генерација на Avensis донесува нов ветер од Toyota. Таа, барем според изгледот, изгледа како останатите производи од компанијата. Пред се, видете оваа предница. Незиниот изглед делува исто како кај Королата. Авензисот е широк автомобил, но поради дизајнот на светлата и маската, тој изгледа доста потесен. Што има ново во новиот Авензис? Многу работи. Пред се, тоа е новото меѓуоскено растојание, новите димензии, но имаме новитет и испод хаубата. Toyota беше многу критикувана во однос на своите дизел мотори. Не е тајна дека Toyota сите карти ги фрли во развој на еколошките пропулзии. Затоа многу пари даде за развој на хибридната технологија, а сега многу вложува и во хидрогенот. Но, кој сака да биде успешен во класата на CD, наречениот сегмент во Европа, мора да има добри дизели. Па затоа Toyota го искористи договорот кој го има за техничка соработка со BMW. И затоа испод хаубата на Avensis се најде дериват на BMW. Иако пишува D4D, иако го има знакот на Toyota, ова е чистокрвен 4-цилиндерски мотор на BMW. Тој има зафатнина од 1995 кубни сантиметри и произведува 143 конски сили. Па да видиме што може да пружи овој мотор во каросеријата на Toyota. Но пред да почнеме со возењето, сакам да истакнам нешто за Toyota, односно за нејзиниот интериер. Интериерот на новиот Avensis е потполно ново искуство. Досега Toyota правела досадни дизајни, практични дизајни кои биле не толку интересни за корисниците.
Се разбира дека Toyota во ергономијата секогаш била многу добра. Но сега може да забележиме дека во внатрешноста, барем во овој автомобил кој е во нивото на опременост Executive, има повеќе емоции. Погледнете ги само седиштата. Тие не само што се обложени со алкантара кожа, туку тие се триколорни. Па така даваат едно сосема ново чувство за автомобилот кога престојувате во него. Не се заборавено и на одредени цитати, посебно на предниот гребен. Погледнете, не е само пластиката во игра, тука има и пластика која симулира карбон, а над неа има пластика која симулира дрво. Се разбира, ова е се биколорно. За пофалба е исто така и големиот TFT екран во средината, кој дава јасен преглед на сите функции во автомобилот. Кога сме кај ергономијата, морам да го пофалам и наслонувачот за раце кој е интегриран со централниот гребен. И погледнете, тој не се отвора нагоре, туку е лизгачки што дава дополнителен комодитет на употреба. Кога сум во возачката позиција, тогаш гледам и нова графика на инструментите кои сега се многу поинтересни, поемотивни. Истото важи и за воланот кој има мултифункционални копчиња. Кога станува збор за користењето на паметните телефони, поврзувањето е многу лесно, но мене ми се допаѓа исто така и позицијата предвидена за мобилниот телефон. Тој е скриен и нема потреба да го манипулирате, бидејќи со поврзувањето можете сите функции на мобилниот телефон да ги имате на големиот TFT екран. А што се однесува до позицијата, во текот на возењето видовме и се уверивме дека тој стои стабилно на ова место, дури и во услови на поагресивно возење. Мислам дека беше доста околу внатрешноста. Морам да кажам уште една работа. Тоа е околу претераната употреба на одредени материјали, одредена игра на материјали, па можеби и дизајнерите на Toyota сакајки да направат што поемотивна внатрешност, ја направиле пренакитена. Нашиот народ вели како селска невеста. Но, доста беше за интериерот. Одиме да го испробаме, да ја испробаме комбинацијата на дволитрениот BMW мотор и сето останато што е направено од Toyota. Кога зборуваме за возењето на Avensis, морам да издвојам неколку работи. Пред се тоа е амортизацијата. Возењето е поудобно и за разлика од претходниот модел, поради зголемувањето на меѓуоскиното растојание, сега и седењето на задната клупа е попријатно. Поради мултилинк подпирањето, управувањето е сосема прецизно. Го немате више она воздушасто чувство или чувство како да возите чамец, да кажеме. Туку управувачот е директен и секогаш дава одлична интеракција со подлогата. Возачот во секое време знае каде е автомобилот. Испод каубата го имаме дволитрениот мотор од 143 конски сили, кој е позајмен од BMW. Инаку, оваа комбинација е сосема добра. Пред се, морам да ја издвојам економичноста, бидејќи и BMW со своите мотори е
познат по економичноста кога станува збор за дизелите. Јас во комбинирани услови на возење забележав просечна потрошувачка од 6,4 литри, што е одличен показател за дволитрен мотор. Морам да напоменам и дека ја возев оваа кола и многу динамично. Во тоа возење почувствував дека подпирањето и амортизацијата се кренати на многу повисоко ниво во однос на претходниот Авензис. Во пат со свиоци немате никакви проблеми. Автомобилот слепо ги слуша вашите команди и возачот чувствува огромна доверба кон целиот механички склоп. Можам слободно да кажам дека новата генерација на Авензис стана автомобил кој може да се купи не само поради рационални, туку и поради емоционални причини. Новиот Авензис е пример за тоа. Тој не само што е прагматичен автомобил, тој е и извонредно забавен за возење. Досега кај ни еден производ на Toyota не сум почувствувал вакво директно одговарање на сите услови за возење. Моторот и менувачот сосема добро се впарени. Тие добро функционираат на отворен пат. Она што го забележав во градско возење е малку понагласената тромост. Не поради моторот, туку поради менувачот. Овој мотор има 320 Нм вртежен момент, што е сосема доволно за експлозивна реакција во сите услови. Но, кога во градски услови го возите Авензис и ги следите сугестиите за економично возење, тогаш бидете подготвени на една извонредно трома и спора реакција на моторот. Овој автомобил чини околу 27.000 евра, но со последната акција на Toyota неговата цена со попуст од 16% изнесува 23.000 евра за изведбата во екзекутив ниво на опременост. Тоа е извонредно конкурентна цена, а кога ќе ги земеме и атрибутите кои ја следат Toyota, а тоа е 6-годишната гаранција и извонредната издржливост на продуктите на Toyota, тогаш многу адути има во однос на останатите конкуренти во класата. Во мојата кариера имам возено многу Toyota и никогаш не сум посакал да станам собственик на една Toyota. За прв пат со Авензис моите размислувања се насочени кон овој смер. Се разбира доколку би сакал и би имал средства да купам лимузина од овој сегмент. Toyota со сите своји искуства кои ги има, покажува и докажува дека е производител кој не случајно ќе остане најголемиот светски производител и не случајно произведува повеќе од 10 милиона возила годишно. Ако и следните генерации на Toyota бидат овакви стокмени како Авензисот, тогаш уште долго време Toyota ќе биде осамена на врвот, а нападите од останатите производители лежерно ќе ги одбива. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Верувам дека и лежерно ви помина овие 30 на минути другарување со нас и ви закажувам следна средба за 7 дена. А до тогаш останете во добро здравје и расположение и до гледање.